Почитувана колешке, кажавте дека треба да работиме на поттикнување на граѓанството за да инсталира вакви системи. Како да ги мотивираме на граѓанството, ако вие гласате против овој амандман и не се обезбедат тие 50% субвенција, како ќе ги мотивираме? Ќе ги мотивираме со празни зборови тука, треба ова, треба тоа, не се мотивира така, не сме не сме во кампања, не сме не држиме политички говори тука, па ќе ги мотивираме, ќе го мотивираме членството дали на едната или на другата партија за предизбори. Зборуваме тука суштински за амандман, со кој што треба да им обезбедиме 50% субвенции. Дали тие 50% субвенции што би ги обезбедиле не се доволен мотив за граѓанството да поднесат барање и да им се обезбедат тие средства за да можат полесно да инсталираат еден ваков систем кој што ќе им служи во наредните 30 години. Поголем мотив од тоа ние да обезбедиме средства, односно половина од средствата што се потребни за инсталирање на еден ваков систем, нема поголем мотив. Мотив со зборови не се добива. Кажавте дека средства биле обезбедени преку Министерството за економија. Тие средства и се мали и се недоволни. Затоа е овој амандман, за да го подобриме процентот, да го крениме тој 13,5% што е на веќе инсталиран и на дупло, барем да дојдеме до 50%. Со тие средства што ги имате предвидено во Министерството за економија, тој процент од 13,5% ќе дојде најмногу на 15%. Што сме постигнале? Ништо. Затоа се бара овие 200 милиони за сериозно ние да поработиме на подигнување на овој процент на искористување на сончевата енергија за затоплување на вода за граѓаните. Затоа ви реков, манипулирате со тоа што го зборувате. Едно зборувате, друго правите. Зборувате добро е, меѓутоа ќе гласаме против. Нема поголема манипулација од тоа со граѓаните. Ви благодарам. И благодараме на вас.